Во рамки на теренските посети, каде што срцето е дома, министерот за локална самоуправа Златко Перински заедно со неговиот заменик Ерџан Селими денеска ја посетија општина Бутел и одржаа работна средба со градоначалникот Дарко Костовски и членовите на општинскиот совет. На средбата, како што соопшти Министерството за локална самоуправа, станало збор за најважните локални прашања, за предизвиците со кои се соочува општината, а размениле мислење и за мерки и активности со кои би се создале услови за поголем напредок на општината во интерес на поквалитетно секојдневие на жителите. Во фокусот на средбата биле и измените на Законот за локална самоуправа, неговата примена и можностите за негово унапредување. Средбата завршила со порака дека само преку отворен диалог и функционална самоуправа се создаваат услови за ефикасно функционирање на општините во интерес на квалитетно секојдневие на локалното население. Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски информира дека целосно исчистена дивата депонија зад катната гаража во Буњаковец во близина на општинското основно училиште Јохан Хајнрих Песталоци. Отстранувањето започна минатиот месец како дел од акцијата за чистење Центар не чека, Центар чисти, при што беа подигнати и големи количини отпад. Се мија улици и се подобруваше хигиената низ целата општина. Целосно ја исчистивме дивата депонија позади катната гаража во Буњаковец, на овој простор кој долго време беше занемарен и невидлив за граѓаните. Затекнавме опасен отпад, азбестни плочи, разни градежни и други материјали, што представуваа сериозен ризик по здравјето. Интервениравме со механизација, го отстранивме целиот отпад и извршивме дезинфекција на теренот. Овој простор сега е безбеден и уреден, а во наредниот период тука ќе се уреди нов паркинг, ќе се засади зеленило, со што и оваа локација конечно ќе добие функционална и естетска вредност, истакна првиот човек на општина Центар. Градоначалникот на општина Ѓурче Петров Александар Стојковски информираше дека во завршна фаза е проектот за реконструкција на улицата Радушка во вредност од 25 милиони денари, средства од општина Ѓурче Петров. Поставено е ново асфалтно бетонско покритие на 1100 метри од улицата. Изградена е фекална и атмосферска канализација што значително ја подобрува инфраструктурата. Направен е нов тротоар на една страна од улицата за поголема безбедност на пешаците, велат од општината. Таму каде што недостигаше осветлување, поставени се нови улични светилки кои зголемуваат безбедноста во вечерните часови. Овој голем проект на една од најстарите улици во Ѓурче Петров, според Стојковски, има за цел да ја унапреди безбедноста на сите корисници на улицата. Во оваа фаза од проектот вложени се значајни средства од општина Ѓурче Петров и покрај сите предизвици резултатите се очигледни. Добивме една поинаква, модерна и безбедна улица за сите, истакна Стојковски. Градоначалникот посочи дека со овие 1110 метри целосно ќе се финализира реконструкцијата на оваа улица и додаде ова е само дел од напорите за подобрување на инфраструктурата и квалитетот на животот во градот. Ламата во Скопската зоолошка градина угинала од туберкулоза, информираа од Зооскопје. Од таму велат дека заедно со факултетот за ветеринарна медицина ја лекувале и третирале. Било направено се од медицински аспект и грижа. Обдукцијата и резултатите кај оваа лама покажаа туберкулоза, во процес кој е постар од 5 години. За оваа болест кај животните нема лек, ниту пак постои вакцина. Честопати со години заболените единки не покажуваат никакви симптоми, соопштуваат од Зооскопје. Се додава дека во соработка и советување со Агенцијата за храна и ветеринарство направени се туберкулински тестови на сите лами, секојдневно се следи нивната ситуација и истите се под медицински надзор. Инаку ламите се домашни животни од фамилијата камили, кои потекнуваат од Јужна Америка. Одделението за превенција при СВР Скопје во соработка со Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата денеска спроведува превентивно-едукативна активност од областа на сообраќајот. Под мотото "Не заборавајте, сите сме пешаци, бидете одговорни во сообраќајот". Едукативно-превентивната активност, во чиј што фокус овој пат беа пешаците како учесници во сообраќајот, се реализираше на подрачјето на полициската станица од општа надлежност Карпош, односно на булеварот Партизански одреди, а со цел зголемување на сообраќајната култура, пред се преку стриктно почитување на сообраќајните правила и прописи, како и зајакнување на довербата и соработката помеѓу полицијата и граѓаните.
Во рамки на активностите на граѓаните им беше доделен и едукативен материјал, односно летоци изработени во соработка со Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни.